Секоја година, третиот вторник во септември, вниманието на светот се свртува кон Њу Јорк, додека лидерите доаѓаат во седиштето на Обединетите нации за годишната дебата на Генералното собрание. Но што е Генерално собрание на Обединетите нации, познато и како УНГА, и зошто во септември? Неделата на високо ниво ги собира лидерите од целиот свет за оваа годишна дебата. И тоа е можност за сите земји, големи и мали, да застанат на светската сцена и да разговараат за прашања што се важни за нивните влади и за нивниот народ, како што се климатските промени, одржливиот развој, ковид или конфликтите во нивниот регион. И тоа е исто така важна можност за лидерите да се сретнат формално и неформално во Њу Јорк. УНГА е нешто како светскиот парламент со секоја од 193 членки на Обединетите нации представени во еден глас. Председателот на собранието ротира секоја година и е избран од членовите на УНГА. Се дискутира и дебатира за прашања, дава препораки до помоćниот Совет за безбедност на Обединетите нации и ги избира ротирачките непостојани членки на Советот за безбедност. Исто така има моќ да ги критикува државите кои ги прекршуваат принципите на повелбата на Обединетите нации, како во 1974 година, кога беше суспендирана Јужна Африка поради незината практика на апартхеид. Или во 2012 година, кога УНГА ја осуди Сирија за кршење на човековите права, извршени од почетокот на граѓанската војна. Се сеќавате на милениумските развојни цели, подоцна заменети со целите за одржлив развој? Тие беа изнесени од УНГА. Дел од причината зошто УНГА добива толку големо внимание секој септември е затоа што привлекува председатели, премиери и други светски лидери кои имаат можност да одржат говор. Обично лидерите зборуваат околу 15 на минути, но имаше некои забележителни исклучоци, вклучувајќи го и рекордот на Фидел Кастро од 269 минути во 1960 година. Постојат и многу важни прашања кои се решени на маргините. Споредните настани се важни, но ги има толку многу. Вообичаено има повеќе од 100. Понекогаш главните настани ги потиснуваат, но тие се навистина важен форум за различни гласови да дојдат во Обединетите нации од граѓанското општество, од младите и од експерти во различни области. Тие го слушаат нивниот глас од креаторите на политиката и дипломатите, и тоа е важно. Често, УНГА создава можност за активности познати личности и политичари да свртат внимание на важни прашања. Како во 2021 година, кога јужнокорејскиот бенд BTS го започна собирот на високо ниво со настап и говор за климатските промени. И во 2019 година, кога Грета Тунберг побара од светските лидери да преземат акција за намалување на емисиите. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. За новинарите, ова е најпрометната недела од нивната календарска година на Обединетите нации. И тоа од утро до ноќ со трчање низ зградата, обидувајќи се да добијат одговори и вести од дипломати и лидери. Доаѓаат меѓу 1000 и 2000 новинари секоја година, кои доаѓаат од целиот свет со нивните председатели и нивните премиери и оддолно ги покриваат сите настани. Тоа е голема средба за некои од нас новинарите. Гледаме новинари кои не сме ги виделе долго време, што е убаво, но исто така на вистина бурна недела за новинарите, кои се трудат од раните утрински часови до доцна навечер, обработувајќи ги сите тие зборови што ги кажуваат тие лидери.